Библијата на македонски јазик од Алберт Цури. Стар завет. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Земјата беше пуста и празна. Темнината се простираше над бездната и Божјиот дух се движеше над водите. И Бог рече: нека биде светлина, и бидна светлина. И Бог виде дека светлината е добра. И Бог ја оддели светлината од темнината. Бог ја нарече светлината ден, а темнината ја нарече ноќ. И бидна вечер, па утро, прв ден. И Бог рече: нека биде свод среде водите, да ги дели водите од води. Бог направи свод и ги оддели водите под сводот од водите над сводот. И бидна така. А Бог го нарече сводот небо. И бидна вечер, па утро, втор ден. И Бог рече: нека се соберат на едно место водите под небото и нека се покаже копно. И бидна така. Бог го нарече копното земја, а собраните води мориња. И Бог виде дека е добро. И Бог рече: нека изникне земјата со селенило, со семеносна трева, со плодоносно дрво, кое секое според својот вид ќе донесува на земјата плод, што го носи своето семе во себе. И бидна така. И никна од земјата зеленило, трева што се осеменува, секоја според својот вид, и плодоносно дрво што раѓа плод, што го носи своето семе во себе, според својот вид. И Бог виде дека е добро. И бидна вечер, па утро, трет ден. И Бог рече: нека бидат светила на небесниот свод, за да го делат денот од ноќта, нека бидат за знаци и за времењата и за деновите и за годините, и нека бидат за светила на небесниот свод, за да осветлуваат земјата. И бидна така. И Бог направи две големи светила, поголемото да владее над денот, а помалото да владее над ноќта, и звездите. И Бог ги постави на небесниот свод за да осветлуваат земјата, да владеат над денот и ноќта и да одделуваат светлината од темнината. И Бог виде дека е добро. И бидна вечер, па утро, четврти ден. И Бог рече: нека обилуваат водите со живи суштества, и птици нека летнат над земјата, под небесниот свод. Бог создаде морски чудовишта и секакви живи суштества, што ползат и се движат по водите, и крилати птици од секаков вид. И Бог виде дека е добро. И ги благослови Бог велејки: плодете се и множете се и наполнете ги морските води, и птиците нека се размножат по земјата. И бидна вечер, па утро, петти ден. И Бог рече: земјата нека произведе живи суштества, секое според неговиот вид, добиток, лазачи и земни зверови според нивниот вид. И бидна така. И Бог направи земни зверови според нивниот вид, и добиток според неговиот вид, и сите лазачи на земјата според нивниот вид. И Бог виде дека е добро. И Бог рече: да направиме човек во нашиот лик, според нашата сличност, и нека владеат над морските риби, над небесните птици, и над добитокот, над сета земја, и над сите лазачи што ползат по земјата. Бог го создаде човекот во својот лик. Тој го создаде во Божјиот лик. Ги создаде машко и женско. И Бог ги благослови и им рече: плодете се и множете се и наполнете ја земјата и подчинете ја. Владејте над рибите во морето и над птиците во воздухот и над сите живи суштества што лазат по земјата. И Бог рече: еве, ви ги давам сите треви што се осеменуваат по целата земја, и секое плодносно дрво што го носи своето семе во себе, нека ви биде за храна. А на сите зверови земни и на сите птици во воздухот и на сите лазачи што ползат по земјата, во кој е здивот на животот, нека им е за храна сето зелено билие. И бидна така. И Бог виде се што направи, и ете беше многу добро. И бидна вечер, па утро, шести ден. Така беа довршени небото и земјата со сето свое воинство. И на седмиот ден Бог ги заврши своите дела што ги направи, и се одмори во седмиот ден од сите своји дела што ги направи. И Бог го благослови седмиот ден и го освети, зашто во него се одмори од сите своји дела, кои ги создаде Бог и ги направи. Тоа се раѓањата на небото и земјата, кога беа создавани. Во денот кога Господ Бог ги правеше земјата и небото, уште немаше никакво полско растение по земјата, уште немаше никнато никакво зеленило, зашто Господ Бог уште не пушти дожд на земјата и го немаше човекот да ја обработува земјата.
но се креваше пареја од земјата и ја натопуваше почвата на целата земја. Господ Бог го обликува човекот од земниот прав и му дувна здивна живот во носалките, така човекот стана жива душа. И Господ насади градина на исток во Еден и таму го смести човекот кога го обликува. Тогаш Господ направи да од земјата изникна секое дрво, убаво за погледот и добро за храна, и дрвото на животот среде градината и дрвото за познавање на добро и зло. Река извираше од Еден за да ја потопува градината. Оттаму беше раздвоена и настанаа 4 главни реки. Името на првата е Фison, а ја обиколува целата Евилска земја, во која има злато. Златото на таа земја е добро, а има таму и бдели и ониксов камен. Името на втората река е Гион, а ја обиколува целата земја Хус. Третата река е Тигар, а тече на исток од Асирија. Четвртата река е Еуфрат. Господ Бог го зеде човекот и го постави во Еденската градина, за да ја обработува и да ја чува. Господ му заповеда на човекот велејки: јади слободно од секое дрво во градината, но да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото. Во денот кога јадеш од него, навистина ќе умреш. И Господ рече: не е добро за човекот да биде сам, ќе му направам помошник соодветен нему. Тогаш Господ ги обликува од земја сите животни во полето и сите птици во воздухот и ги приведе при човекот за да види како ќе ги нарече, па како човекот ќе го именува секое суштество, така да му биде името. Човекот им даде имења на сиот добиток, на птиците во воздухот и на секое животно во полето, но за човекот не се најде помош соодветна на него. Тогаш Господ Бог му нанесе длабок сон на човекот, та тој заспа и му извади едно од неговите ребра, а местото го исполни со месо. Од реброто што го зеде од човекот, Господ обликува жена и ја доведе при човекот. Тогаш Адам рече: сега најпосле тоа е коска од моите коски и месо од моето месо. Нека биде наречена жена, зашто е замена од мажот. Затоа човекот ќе ги остави татка си и мајка си и ќе се прилепи кон својата жена, и тие ќе станат едно тело. А обајцата беа голи, Адам и неговата жена Ева, но не се срамува. Змијата беше полукава од сите полски животни што Господ Бог ги направи. Таа и рече на жената: вистина ли е дека Бог рекол: не ќе јадете од ниједно дрво во градината? Жената и рече на змијата: смееме да јадеме плод од дрвата во градината, само за плодот на дрвото што е среде градината Бог рече: не јадете од него и не допирајте го, за да не умрете. А змијата и рече на жената: навистина не ќе умрете, туку Бог знае дека во оној ден кога ќе јадете од него, ќе ви се отворат очите и вие ќе бидете како Бога, распознавајќи го доброто и злото. Ева виде дека дрвото е добро за јадење, пријатно за очите и дрво пожелно за да се постане мудар. Набра од неговиот плод и го јаде. Му даде и на Адам кој беше со неа, па и тој јадеше. Тогаш на двајцата им се отворија очите и согледаат дека се голи. Сплетоа смоквини лисија и си направија прегачи. Тогаш го чуја гласот на Господа Бога кој шеташе горе-долу во градината за време на денскиот ветрец. И се сокрија Адам и неговата жена Ева пред Господа Бога, меѓу дрвјата во градината. Господ го повика Адам и му рече: каде си? Тој одговори: го чув твојот глас во градината, се исплачив, зашто сум гол и се сокрив. Тогаш му рече: кој ти кажа дека си гол? Да не си јал од дрвото, за кое ти заповедав да не јадеш? Адам рече: Ева, која ти ми ја даде со мене, таа ми даде од дрвото, па јадев. Господ и рече на жената: што е тоа што го стори? Ѓаволот ми измами, па јадов, рече Ева. Тогаш Господ и рече на змијата: бидејќи го направи тоа, проклета да бидеш меѓу сите зверови и меѓу секое полско животно. По мевот ќе се влечеш и прав ќе јадеш сите денови на својот живот. Јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и незиното семе. Тој ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. А на жената ѝ рече: ќе ти ги умножам многу маките на твојата бременост. Во маки ќе ги раѓаш децата, твојот копнеш ќе биде ко мажот твој, а тој ќе владее над тебе. А на човекот му рече: затоа што го послуша гласот на својата жена, да јадеш од дрвото за кое ти заповеда велејки не ќе јадеш од него,
Земјата ќе е проклета заради тебе. Во мака ќе се храниш од неа сите денови на својот живот. Ќе ти раѓа трње и троскот, а ти ќе јадеш полски растенија. Со пот на своето лице ќе јадеш леб, додека не се вратиш во земјата, зашто од неа беше земен, прав си и во прав ќе се вратиш. Човекот и го даде името Ева на својата жена, зашто таа стана мајка на сите живи. И Господ им направи облека од кожи на човекот и на неговата жена и ги облече. И Господ Бог рече: еве, човекот стана како еден од нас, знаејќи го доброто и злото, да не ја испружи сега раката и да набере од дрвото на животот, па да јаде и да живее вечно. Затоа Господ го испрати надвор од Еденската градина, за да ја обработува земјата од која е иземен. И го истера човекот и насели источно од Еденската градина херовими со пламенен меч кој се вртеше околу за да го штитат патот кон дрвото на животот. Адам ја позна својата жена Ева, а таа зачна и го роди Каина, па рече: добив машко чедо со помош на Господа. Потоа го роди Авела, братот Каинов. Авел стана сточар, а Каин земјоделец. И еден ден Каин му принесе на Господа жртва од плодовите на земјата, а Јавел принесе од првородените на својот добиток и од мрсното. Господ погледна милостиво на Авела и на неговата жртва, а ни поглед не сврти кон Каина и неговата жртва. Затоа Каин се налути многу и лицето му се смени. И Господ му рече на Каина: зошто си лут? Зошто ти е сменето лицето? Зашто ако работиш право, светиш од насмеаност. Ако не работиш право, гревот ти лежи пред врата, што дебне врз тебе, но ти уште можеш да му се спротивиш. Каин пак му рече на својот брат Авел: ајде да излеземе. И откако се најдува во полето, Каин скокна на брата си Авела и го уби. Потоа Господ го праша Каина: каде е брат ти Авел? Не знам, одговори. Зар сум јас чувар на својот брат? Господ продолжи: што направи? Слушај, крвта на твојот брат вика кон мене од земјата. Затоа биди проклет на земјата, што ја отвори устата за да ја прими крвта на братот ти од твојата рака. Ќе ја обработувај земјата, но таа веќе не ќе ти го дава својот род. Ќе бидеш вечен скитник на земјата. А Каин му рече на Господа: мојата казна е премногу тешка за да се поднесува. Еве, денес ме тераш од плодната почва. Треба да се кријам од твоето лице и да бидам вечен скитник на земјата. Кој ќе ме најде, може да ме убие. А Господ му рече: не, туку кој ќе го убие Каина, врз него ќе биде извршена седмократна одмазда. И Господ му стави знак на Каина, за да не го убие никој кој ќе го сретне. Каин отиде од пред Господовото лице во земјата Нод, источно од Еден, и таму се насели. Каин ја позна својата жена, па таа зачна и го роди Еноха. На Еноха му се роди Ирад, и од Ирада потекнува Мехујаил. Од Мехујаила потекнува Метусаил. Од Метусаила Ламех. Ламех зеде две жени. Едната се викаше Ада, а другата Села. Ада го роди Јавала, кој стана прататко на оние што живеат по шатори со добитокот. Името на брата му беше Јувал. Тој е прататко на сите кои свират на харфа и кавал. Села го роди Тувал Каина, прататко на оние кои коват орудија од бронза и железо. Името на Тувал Каиновата сестра и беше Наама. Ламех им рече на своите жени, Адо и Село: послушајте го мојот глас, Ламехови жени, чујте ја мојата беседа. Убив човек, зашто ме рани, и дете, зашто ме удри. Ако Каин биде одмазден седмократно, Ламех ќе биде 77-кратно. Адам ја позна својата жена, па таа роди син и му го даде името Сит. Таа рече: Бог ми даде друго дете место Авела, кого Каин го уби. На Сит му се роди син, кому тој му го даде името Енос, тогаш почна да го повикуваат Господовото име. Ова е книгата на родословието Адамово. Кога Господ го создаде човекот, го направи според Божјото подобие. Создаде машко и женско, а кога ги создаде, ги благослови и ги нарече човек. Кога на Адама му беа 130 години, му се роди син, сличен нему, според неговиот лик и подобие. Му го даде името Сит. По Ситовото раѓање, Адам живееше 800 години и му се родија уште синови и ќерки.
Адам поживеа вкупно 930 години. Потоа умре. Кога на Сит му беа 105 години, му се роди Енос. По Еносовото раѓање, Сит живееше 807 години, па му се родија уште синови и ќерки. Сит поживеа вкупно 912 години, потоа умре. Кога на Енос му беа 93 години, му се роди Кенан. По Кенановото раѓање, Енос поживеа 815 години, па му се родија уште синови и ќерки. Енос поживеа вкупно 905 години, потоа умре. Кога Кенан имаше 70 години, му се роди Малалеил. По Малалиловото раѓање, Кенан поживеа 840 години и му се родија уште синови и ќерки. Кенан поживеа вкупно 910 години и умре. Кога Малалеил наполна 60 години, му се роди Јаред. По Јаредовото раѓање, Малалеил поживеа 830 години, та му се родија уште синови и ќерки. Малалеил живееше вкупно 895 години, потоа почина. Кога Јаред имаше 162 години, му се роди Енох. По Еноховото раѓање, Јаред живееше 800 години, па му се родија уште синови и ќерки. Јаред живееше вкупно 962 години, потоа умре. Кога на Енох му беа 65 години, му се роди Матусал. Енох ходеше со Бога. По Матуселовото раѓање, Енох живееше 300 години и му се родија уште синови и ќерки. Енох поживеа вкупно 365 години. Енох ходеше со Бога, потоа исчезна. Бог го зеде. Кога Матусал имаше 187 години, му се роди Ламех. По Ламеховото раѓање, Матусал живееше 782 години, па му се раѓаа уште синови и ќерки. Матусал поживеа вкупно 969 години и умре. Кога Ламех наполни 182 години, му се роди син. Му го даде името Ное, велејки: овој ќе не утеши во трудот и во напорот на нашите раце, од земјата која Бог ја проповеда. По Ноевото раѓање, Ламех живееше 595 години и му се раѓаа уште синови и ќерки. Ламех поживеа вкупно 777 години, потоа почина. Откако Ное поживеа 500 години, му се родија Сим, Хам и Јафет. Кога луѓето почеа да се множат по земјата и им се народија ќерки, Божите синови гледаа дека човечките ќерки се убави, па си ги земаа за жени, кои ќе ги избереа. Тогаш Господ рече: мојот дух нема да остане довека во човекот. Човекот е телесен, па векот нека му биде 120 години. Во оние времиња, а и подоцна, на земјата беа нефили, кога Божјите синови општија со човечките ќерки, па тие им ги раѓаа оние деца. Тоа се оние од стари времиња, по сила прочуени луѓе. Господ виде колку е голема човековата расипаност на земјата и дека секоја мисла во неговата памет секогаш е само зло. Господ воздивна и се натажи во своето срце дека го создаде човекот на земјата. Господ рече: ќе ги истребам луѓето што ги создадов од лицето на земјата, од човекот до зверот, ползачите и птиците во воздухот, зашто се покајав што ги создадов. Ама Ное најде благодат во Господовите очи. Еве го Ноевото родословие. Ное беше праведен и непорочен човек во свое време. Ное одеше со Бога. 3 сина му се родија на Ное: Сим, Хам и Јафет. Во Божјите очи земјата беше се расипала. Земјата се наполни со насилство. И кога Бог виде како се расипа земјата, та секое суштество на земјата се исопачило. Бог му рече на Ное: одлучив да им биде крај на сите суштества, зашто земјата се наполни со насилство. И еве, ќе ги уништам заедно со земјата. Направи си брод од гоферово дрво, направи го бродот со соби и намаче го со смола внатре и надвор. А ќе го направиш вака: бродот нека биде 300 лакти во должина, 50 во ширина, а 30 лакти во височина. Направи му отвор за светлина на бродот. Заврши го на лакт до врвот. Направи врата на бродот отстрана. Направи 3 ката во него, долни, среден и горен. Еве, јас ќе пуштам потоп, води на земјата, за да загине секој суштество по небото. Се во што има животен дух, се на земјата треба да загине. А со тебе ќе склучам завет. Ти ќе влезеш во бродот, ти и твоите синови со тебе, твојата жена и жените на твоите синови. А од се што е живо, од сите суштества, воведи во бродот се по 2 од секое,
за да преживеат со тебе и нека бидат машко и женско, од птиците според нивните видови, од животните според нивните видови и од сите суштества што ползат по почвата според нивните видови, по две од сите нека влезат кај тебе, за да преживеат. Земи со себе се за јадење, почувај го, за да има храна за тебе и за нив. Ное направи така, се како што му заповеда Бог, така стори. Тогаш Господ му рече на Ное: влезете, ти и сето твое семејство во бродот, зашто видов дека единствено ти си праведен пред мене во ова време. Земи со себе од сите чисти животни по 7 двојки, машкото и неговата женка. Исто така од небесните птици по 7 двојки, машкото и женката, за да им се запази семето на земјата. Зашто по 7 дена ќе пуштам дожд на земјата, 40 денови и 40 ноќи, да ќе го истребам од лицето на земјата секое живо суштество што сум го создал. Ное направи се како што му нареди Господ. Ное имаше 600 години кога потопот дојде на земјата и пред потопните води влегува во бродот со Ное, неговите синови, неговата жена и жените на неговите синови, од чистите животни и од животните што не беа чисти, од птиците, од се што лази по земјата. Влегува по две, машко и женско, во бродот со Ное како што Бог му заповеда на Ное. А на 7-миот ден потопните води заплискаа врз земјата. Во оној ден на 600-та година на Ноевиот живот, во вториот месец, по 70-тиот ден на месецот, бликнаа сите извори на бездната, се отворија сите небесни брани и дожд удри да паѓа по земјата 40 денови и 40 ноќи. Во оној ден влегува во бродот Ное и неговите синови, Сим, Хам и Јафет, Ноевата жена и трите жени на Ноевите синови со нив, тие и сите видови животни, добитокот, лазачите што ползат по земјата, птиците и разновидни крилести суштества. Влегува во бродот со Ное, по две од сите суштества што имаат во себе жива душа. Се што влезе беше двојка, машки и женски пол од сите суштества, како што Бог му нареди на Ное. Тогаш Господ ја затвори вратата зад него. Поројниот дожд паѓаше на земјата 40 денови. Водите растеа постојано и го носеа бродот, се дигна високо над земјата. Водите надоаѓаа бујно над земјата и растеа високо, а бродот пловеше по површината. Водите поплавуваја се посилно и растеа над земјата, така што ги покрија сите највисоки планини под небото. Водите се креваа 15 лахти над потонатите планини. Загинаа сите суштества што се движеа по земјата, птиците, добитокот, зверовите, сите лазачи и сите луѓе, се што имаше животно дишење во своите носалки, се што беше на копното загина. Беше истребено секое суштество од земјината површина, човекот, животните, лазачите и небесните птици, се беше збришано од земјата. Останаа само Ное и оние што беа со него во бродот. Водите се задржаа над земјата 150 денови. Тогаш Господ си спомна за Ное, за сите зверови и за сиот добиток што беше со него во бродот. Па го раздвижи ветерот над земјата, за да ја отстрани водата. Изворите на бездната и небесните брани се затворија, и дождот од небото запре. Водите се повлекоа бавно од земјата. По 150 денови водите стивнаа, а во 7-миот месец, во 70-тиот ден на месецот, бродот застана на горите на Арарат. Водите намалуваа непрекратно до 10-тиот месец, а на првиот ден на 10-тиот месец се покажаа планинските врвови. Кога поминаа 40 денови, Ное го отвори прозорецот, што го имаше направено на бродот, и пушти гавран, што постојано одлетуваше и долетуваше, додека водите не се исушија од земјата. Потоа пушти гулаб, за да ја види дали ја снема водата од земјата, но гулабот не најде место за своите нозе и се врати при него, во бродот, зашто водата ја покриваше целата земна површина. Тој ја испружи раката, го фати гулабот и го внесе кај себе во бродот. И почека уште 7 дена, пак го испрати гулабот од бродот. Навечер гулабот се врати при него и ете, во клунот имаше свеж маслинен лист. Така Ное научи дека водите спаднаа на земјата. Потоа почека уште 7 дена и пак го пушти гулабот. И тој веќе не се врати при него. По 601 година на Ноевиот живот, во првиот месец, на првиот ден на месецот, водата пресуши на земјата. Ное го дигна покривот на бродот и погледна. И ете, површината на земјата беше окопнета. А во вториот месец, во 70-тиот ден на месецот, земјата беше сува.
Тогаш Бог му рече на Ное: излезете од бродот, ти и твојата жена, твоите синови и твоите снаи со тебе. Извади ги со себе сите живи суштества, сите созданија што се со тебе, птиците, добитокот и сите лазачи што ползат по земјата. Нека се разотидат по земјата, нека се плодат и нека се множат на земјата. И Ное излезе, а со него и неговите синови, неговата жена и неговите снаи. И сите животни, сите лазачи, сите птици, сите созданија што се движат по земјата, излегоа од бродот вид по вид. И Ное му изгради жртвеник на Господа. Зеде од секое чисто животно и од секоја чиста птица и принесе на жртвеникот жртви паленици. Господ го помириса пријатниот мирис и рече во своето срце: никогаш повеќе нема да проколнувам земјата заради човекот, зашто човековите мисли се лоши од неговиот почеток. Ниту некогаш ќе ги уништам сите живи суштества, како што направив, се додека постои земјата. Никогаш нема да прекрадат сеидба и жетва, судот и горештирата, летото и зимата, денот и ноќта. Тогаш Бог ги благослови Ное и неговите синови и им рече: плодете се и множете се и наполнете ја земјата. Нека се плашат и нека треперат од вас сите животни на земјата, сите птици во воздухот, се што се движи и живее нека ви биде за храна. Ви дадов се како што ви ја дадов зелената трева. Само не јадете го месото со неговиот живот, односно со неговата крв. А за вашата крв, за вашиот живот ќе барам сметка. Ќе ја барам од секој животно. И од човекот за неговиот брат ќе барам сметка за човечкиот живот. Кој пролее човечка крв, човек ќе пролее неговата крв. Зашто Бог го создаде човекот според својот образ. А вие плодете се и множете се, наполнете ја земјата и подложете ја под себе. Уште Бог им рече на Ное и на неговите синови со него: еве, јас го склучувам својот завет со вас и со вашето потомство, после вас и со сите живи суштества што се со вас, со птиците, со добитокот, со зверовите, со се што излезе со вас од бродот, со сите живи суштества на земјата. Го поставувам својот завет со вас, така што никогаш повеќе потопните води нема да ги уништат живите суштества, ниту пак некогаш потопот ќе опусти земјата. И Бог рече: а ова е знакот на заветот, што го склучувам меѓу себе и вас и со сите живи суштества што се со вас за идните поколенија. Го сместувам мојот божилак во облакот, за да биде залог за заветот меѓу мене и земјата. Кога ќе дотерам облаци над земјата, а божилакот се појави во облакот, ќе си спомнам за својот завет, за заветот меѓу мене и вас и секој живо суштество. И потоп повеќе нема да има, за да го истреби секое суштество. Кога божилакот ќе се појави во облакот, јас ќе го видам и ќе си спомнам за вечниот завет меѓу Бога и секоја жива душа и секое тело на земјата. И Бог му рече на Ное: тоа нека е знак на заветот, што го склучив меѓу себе и сите живи суштества на земјата. Ноевите синови, што излегоа од бродот, беа Сим, Хам и Јафет, а Хам е прататко на ханаанците. Тројцава беа Ноеви синови и од нив се насели целиот свет, а Ное почна да ја обработува земјата и посади лозје, се напи вино и се испијани, па се разголи во својот шатор. Хам, прататкото на ханаанците, го виде разголениот татко и им го кажа тоа на своите двајца браќа надвор, а Сим и Јафет зедоа наметка, па ја префрлија преку своите раменици и одејки на задечки ја покрија со неа татковата голота. Лицата им беа свртени на другата страна, така што не го видоа татка си гол. Кога Ное се отрезне од виното и дозна што му направи на младиот син, рече: проклет да е Ханаан и да им биде слуга на своите браќа. Тогаш продолжи: благословен да е Господ, Симовиот Бог, а Ханаан ќе му биде слуга. Бог нека го расшири Јафета, за да живее во Симовите шатори. Ханаан нека му биде слуга, а по потопот Ное поживеа 350 години. Ное живееше вкупно 950 години и почина. Ова е родословието на Ноевите синови, Сим, Хам и Јафет, на кои им се родија синови после потопот. Јафетови синови: Гомер, Магог, Мадај, Јаван, Тувал, Мосох и Тирас. А Гомерови синови: Асханас, Рифат и Тогарма. А Јаванови синови: Елисај, Тарсис, Китим и Доданим. Од нив се расширија народите по островите, според своите земји, секој со сопствен јазик, според своите племиња и народи. Хамови синови: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан. А Хусови синови: Сева, Евила, Сафта, Рама и Сафтека.
Рамови синови, Шева и Дедан. Од Хус се роди и Нимрод, кој стана прв велемокник на земјата. Тој беше добар ловец пред Господа, затоа се вели, голем ловец пред Господа, како Нимрод. Во почеток тој царуваше над Вавилон, Ерех, Акад и Халне, во Сенарската земја. Од таа земја излезе Асур и ги изгради Ниневија, робот Ир, Халах и Ресен. Меѓу Ниневија и Халах, што е голем град, од Мицраим произлегоа лудимците, анамимците, левијамците, нафтухимците, петрусимците, каслухимците, од кои потекнуваат филистејците и кавторимците. Од Ханаан потекнуваат неговиот првенец Сидон и Хете, натаму Евусејците, Аморејците, Гергесејците, Евејците, Арукејците, Асенејците, Арватците, Цемарејците и Аматејците. Потоа хананските племиња се расширија, така што хананските предели се тегнеа од Сидон кон Герар, се до Газа, па кон Содом и Гомор, Адма и Цевоим до Лаша. Тоа се Хамовите синови, според своите племиња и јазици, според своите земји и народи. А и на Сим, брататко на сите еверовци и постар Јафетов брат, му се родија синови. Симови синови, Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам. А Арамови синови, Ус, Ул, Гетер и Маш. И на Арфаксад му се роди Сала, а на Сала му се роди Евер, а на Евера му се родија два сина. Името на едниот беше Фалек, зашто во негово време се раздели земјата, а името на неговиот брат беше Јоктан. Од Јоктана се родија Алмодат, Шалев, Хацармавет, Јарах, Адорам, Узал, Дикла, Овал, Авимаил, Шева, Офир, Евил и Јовав. Сите тие беа Јоктанови синови. Нивните населби се тегнеа од Меша се до Сефар, планинско подрачје на исток. Тоа се Симовите синови според своите племиња, јазици, земји и народи. Тоа се семејствата на Ноевите синови според нивните поколенија, во нивните народи. Од нив се расширија народите по земјата после потопот. Целата земја имаше еден јазик и исти зборови, ама кога луѓето се преселија од исток, најдоа рамница во Сенарската земја и се населија таму. И си рекоа еден на друг, хајде да направиме плитари и да ги испечеме во оган. Плитарите им беа место камен, а смолата место кал. Тогаш рекоа, хајде да си изградиме град и кула со врв до небото, да си спечалиме име, За да не се распрснеме по целата земја. Господ слезе да ги види градот и кулата, што луѓето ги градеа, и Господ рече, ете, еден народ се, со еден јазик са сите. Но, ова е само почеток на нивните настојувања, сега ништо нема да им биде неостварливо, што и да намислат да направат, да слеземе и да им го измешаме јазикот, за да не се разбираат еден со друг што зборуваат. Така Господ ги распрсна оттаму по целата земја и прекратија да го зидаат градот. Затоа е наречен Вавилон, мешање, зашто Господ го измеша таму јазикот на целата земја. Овие се Симови потомци, кога Сим имаше 100 години, на 2 години по потопот му се роди Арфаксад. По Арфаксадовото раѓање Сим живееше 500 години и му се раѓа уште синови ќерки. Кога Арфаксад наполни 35 години му се роди Сала, а по Салиното раѓање Арфаксад живееше 403 години и му се раѓаја уште синови и ќерки. Кога Сала имаше 30 години му се роди Евер, а по Еверовото раѓање Сала живееше 403 години и му се раѓаја уште синови и ќерки. Кога Евер имаше 34 години му се роди Фалек. По Фалековото раѓање Евер поживеа 430 години и му се родија уште синови и ќерки. Кога Фалек наполни 30 години му се роди Рагав. По Рагавовото раѓање Фалек живееше 209 години и му се родија уште синови и ќерки. Кога на Рагав му беа 32 години му се роди Серух. По Серуховото раѓање Рагав поживеа 207 години и му се народија уште синови и ќерки. Кога Серух имаше 30 години му се роди Нахор. Кога Нахор имаше 29 години му се роди Тара. По Тариното раѓање Нахор живееше 119 години и му се природија уште синови и ќерки. Кога на Тара му беа 70 години му се родија Аврам, Нахор и Аран. Ова е Тарино потомство. На Тара му се родија Аврам, Нахор и Аран, а на Аран му се роди Лот. Аран почина пред татка си во својата родна земја,
во халдејски Ур. Аврам и Нахор се оженија. Името на Аврамовата жена беше Сара, а на Нахоровата Мелха, ќерка на Арам, татко на Мелха и Есха. Сара беше неродка, немаше пород. Тара ги поведе својот син Аврам, својот внук Лот, Арановиот син и својата снаа Сара, сопругата на сина си Аврама, и се запати со нив од халдејскиот Ур кон ханаанската земја. Кога стигнаа до Харан, се населија таму, а Тариниот век стигна до 205 години, а тогаш Тара почина во Харан. Господ му рече на Аврам: излези од својата земја, од родното место и од татковиот дом, и оди во земјата што ќе ти ја покажам. Ќе направам голем народ од тебе, ќе те благословам, ќе го прославам твоето име и самиот ќе бидеш благослов. Јас ќе ги благословам оние кои ќе те благословуваат, а ќе ги проколнам оние кои ќе те проколнуваат. И во тебе ќе бидат благословени сите племиња на земјата. Тогаш Аврам тргна како што му рече Господ, и Лот тргна со него. Аврам имаше 75 години кога излезе од Харан. Аврам ги поведе со себе својата жена Сара и својот внук Лот, со целиот имот што го спечалија и со сите луѓе што ги доби во Харан. И сите тргнаа кон хананската земја кога стигнаа во Ханан. Аврам ја пропатува земјата до местото Сихем, до Давот море. Во тоа време хананците живееа во земјата. Господ му се јави на Аврама и рече: ќе му ја дадам оваа земја на твоето потомство. И Аврам му направи жртвеник на Господа кој му се јави. Оттаму се премести кон Ридот, што е на исток од Ветил. Таму го обтегна својот шатор меѓу Ветил на запад и Гај на исток. И таму му направи жртвеник на Господа и го повика Господовото име. Потоа Аврам продолжи да патува се кон југ, кон Негев. Кога настапи глад во земјата, Аврам слезе во Египет да поживее таму, зашто голем глад завладеа во земјата. Кога се наближи да влезат во Египет, и рече на својата жена Сара: знам дека си убава жена. Кога египетците ќе те видат, ќе речат: тоа е неговата жена, и мене ќе ме убијат, а тебе ќе те остават жива. Кажи дека си ми сестра, за да ми биде и мене добро заради тебе и да го запазат мојот живот заради твојот збор. Навистина, кога Аврам влезе во Египет, египетците видоа дека жената е многу убава. Ја видоа и фараоновите дворјани и му ја пофалија на фараонот и ја одведоа жената во фараоновиот дворец. Тој му направи добро на Аврам заради неја. Аврам имаше овци, говеда, ослиња, слуги, слугинки, ослици и камили. Но Господ ги удри фараонот и неговиот дом со големи проклетства заради Аврамовата сопруга Сара. Тогаш фараонот го повика Аврам и му рече: што е тоа што ми направи? Зошто не ми каже дека ти е жена? Зошто ми рече сестра ми е? Па јас си ја зедов за жена, а сега ете ти ја жената, земја и оди си. И фараонот му одреди луѓе кои го испратија со неговата жена и со се што имаше. Така Аврам излезе од Египет кон Негев, на југ, со својата жена и со се што имаше. И Лот отиде со него. Аврам беше многу богат со добиток, сребро и злато. Одеше од место до место, од јужната страна до Ветил, до местото каде го имаше обтегнато неговиот шатор од порано, меѓу Ветил и Гај, и каде подигна жртвеник. Таму Аврам го повика Господовото име. Исто и Лот, кој го придржуваше Аврама, имаше овци, говеда и шатори, така што земјата не можеше да ги издржува доколку останеа заедно. Нивниот имот беше голем и не можеа да престојуваат заедно. Меѓу пастирите на Аврамовиот добиток, пастирите на Лотовиот добиток избувнуваше спор. Во тоа време ханаанците и ферезеците живееа во таа земја. Затоа Аврам му рече на Лота: да не спориме јас и ти, ни моите пастири и твоите пастири, зашто сме браќа. Не е ли пред тебе целата земја? Оддели се од мене. Ако тргнеш налево, јас надесно. Ако тргнеш надесно, јас налево. Лот ги подигна очите и согледа колку е добро наводнувана Јорданската долина, како некаква господова градина, како египетската земја се до сигур пред Господ да ги истреби Содом и Гомор. Затоа Лот ја избра целата Јорданска долина и замина на исток. Така се одделија еден од друг. Аврам остана во хананската земја, додека Лот живееше во градовите на рамницата и ги преместуваше своите шатори до Содом. А жителите на Содом беа многу зли и грешни пред Господа. Господ му рече на Аврама, откако Лот се оддели од него: подигни ги своите очи од место до каде си и погледај кон север, југ,
исток и запад, зашто сета земја што можеш да ја видиш, ќе ти ја дадам тебе и на твоето потомство довека. Ќе го направам твоето потомство како прав на земјата. Ако некој може да го изброи правот на земјата, тогаш ќе може да го преброи и твоето потомство. Стани, помини ја земјата на должина и на широко, зашто тебе ќе ти ја дадам. Тогаш Аврам ги крена шаторите и дојде и се насели при Дабот Мамра, што е во Хеврон. Таму му направи жртвеник на Господа. Кога Амарфел беше цар на Сенар, Ариох цар на Елесар, Ходолгомор цар на Елам и Таркал цар на Гоим, тие почнаа војна против Вер, цар на Содом, Варса цар на Гомор, Сенара цар на Адма, Симовот цар на Севоим и против царот на Вала, што е сега Сигор. Сите тие се собра во Сидимската долина, каде е денес Соленото море. 12 години му служа на Ходолгомор, но на 13-тата кренаа востание. Во 14-тата година се кренаа Ходолгомор и царевите што беа со него и ги поразија. Рафајците во Карнаимскиот Астарот и Сузејците во Ам и Омејците во Киријатското поле и Хорејците во планинскиот крај Сир, близу до Фаранската рамница што е покрај пустината. Оттаму се повлекоа назад и стигнаа во Ен Миспат, што е сега Кадис, и ја покорија целата земја на Амаликците и на Аморејците, кои живеа во Асасон Тамар. Потоа истапи царот на Содом и царот на Гомор и царот на Адма и царот на Севоим и царот на Вала, што е сега Сигор. Истапија во борба против оние кои беа во Сидимската долина, против Ходолгомор, царот на Елам, Таркал, царот на Гоим, Амарфел, царот на Сенар, Ерио, царот на Еласар, 4 цареви против 5. Сидимската долина беше полна со дупки, од кои вадеа смола. Да царевите на Содом и Гомор, бегајќи паднаа во нив, а другите избегаа на планината. Победниците ги зедоа сите богатства на Содом и Гомор и сета нивна храна и сивот и тоа. Ко се тој Лот, Аврамовиот внукот брат, кој живееше во Содом и целиот негов имот и сивот и тоа. А еден што се спаси, брат Есхолов, Јавнанов, Аврамови сојузници, му ја соопштија веста на евреинот Аврам, кој живееше при Дабот на Аморејската Мамра. Кога Аврам чу дека е заробен неговиот внук, ги собра своите момчина, родени во неговиот дом, 318 обучени мажи, ги вооружи и тргна во потера до там. Ги подели своите момчина во две групи, ги нападнаа ноќе и ги порази. Ги гонеше до Ова, северно од Дамаск, го врати целиот имот, го врати својот внук Лот, со сето негово богатство, а и жените и мачите. Откако се врати, по поразот на Ходолгомор и на царевите кои беа со него, царот на Содом му излезе во престред во Савинската долина, што е царски дом. А Малхиседек, царот на цари, изнесе леб и вино, тој му беше свештеник на Свишниот Бог. Го благослови велејќи: благословен да биде Аврам од Севишниот Бог, творец на небото и земјата. Благословен да биде Севишниот Бог, кој ти ги даде непријателите во твои раце. Тогај Содомскиот цар му рече на Аврама: дај ми ги луѓето и имотот задржи го за себе. Аврам му одговори на царот на Содом: ја кривам раката пред Севишниот Господ, Создателот на небото и земјата, и се колнам дека нема да земам ни конче, ни ремче за обувка, ни што и да е твое. За да не речеш: Аврам се збогати од мене, освен она што го изедоа моите момчина и делот на мажите, кои дојдоа со мене, Авнан, Есхол и Мамри, тие нека си го земат делот. По тие настани Бог му испрати слово на Аврама во видение: не бој се, Авраме, јас сум твој штит, а твојата награда ќе биде многу голема. Аврам рече: Господи Боже, што ќе ми се даровите кога останав без пород, кога овој Елиезер од Дамаск ќе го наследи мојот дом? Аврам рече уште: ете, не ми даде потомство и слугата роден во мојот дом ќе ми биде наследник. Ама Господ пак му испрати слово: тој нема да стане твој наследник, туку ќе те наследи твојот потомок, кој ќе произлезе од твоето бедро. Кој изведе надвор и рече: погледај сега на небото и изброј ги звездите, ако можеш да ги преброиш. И му рече: толкаво ќе биде твоето потомство. Аврам му поверува на Господа и тоа му се засмета за праведност. Тогаш тој му рече: јас сум Господ, кој ти изведе од халдејскиот Ур, за да ти ја предадам оваа земја во наследство.
A тој рече: Господи, Господи, пошто ќе знам дека ќе биде моја? Господ му одговори: принеси ми 3-годишна јунаца, 3-годишна коза, 3-годишен овен, грлица и гулапче. Тој му донесе се тоа, ги расече на половина и ги стави половините една спроти друга. Птиците не ги пресече. Грабливи птици слетуваа на труповите, но Аврам ги растеруваше. При зајди сонце длабок сон го фати Аврама, а тогаш густ мрак се спушти врз него, полн со морничавост, и Господ му рече на Аврама: знај дека твоите потомци ќе бидат странци во туѓа земја, ќе робуваат и ќе бидат угнетувани 400 години, ама јас ќе му судам на народот кому ќе му робуваат, и конечно ќе излезат со големо благо. А ти ќе отидеш при своите татковци во мир, ќе бидеш погребан во добра старост. Твоите потомци ќе се вратат тука во 4-то поколение, зашто уште не се исполни мерата на морејските злодела. А кога сонцето зајде и падна густа темнина, ете, дим како од печка, а огнен пламен помина меѓу расечените делови. Во тој ден Господ склучи завет со Аврама, велејки: му ја давам земјата на твоето потомство, од реката во Египет до големата река, реката Еуфрат, земјата на кенејците, кенезејците, кедмонејците, хетејците, ферезејците, рафаимците, аморејците, ханаанците, гергесејците и евусејците. Аврамовата жена Сара не му роди деца, а имаше слугинка египетка по име Агара. И Сара му рече на Аврам: гледаш, Господ ме направи неплодна, влези кај мојата слугинка, може би ќе добијам деца. Аврам ги послуша Сарините зборови. И така, откако Аврам престојуваше 10 години во хананската земја, неговата жена Сара ја зеде Агара, египетката, нејзина слугинка, и му ја даде на својот маж Аврам за сопруга. Тој влезе кај Агара и таа зачна, а кога виде дека зачна, гледаше со презирање врз својата господарка. Тогаш Сара му рече на Аврама: неправдата што ми се нанесува е твоја вина. Ти ја дадов мојата слугинка во твоите прегратки, но таа откако забележи дека зачна, ме гледа со презир. Господ нека биде судија меѓу нас. Тогаш Аврам ја одговори на Сара: ете, твојата слугинка е во твоја рака. Подстапи со неа како што сакаш. Сара се однесуваше со неа толку лошо што таа избега од неа. Господов ангел ја најде во пустината при изворот на патот кон Сур и ја праша: Агаро, Сарино слугинко, од каде доаѓаш и каде одиш? А таа одговори: еве, бегам од својата господарка Сара. А Господовиот ангел и рече: врати се кај господарката твоја и покрии се под незините раце. Ангелот Господен уште и рече: ќе го умножам мошне твоето потомство, не ќе може да биде изброено поради множеството. Натаму Господовиот ангел и рече: ете, ти си бремена и ќе родиш син, дај му име Измаил, кого Бог го слуша, зашто Господ ја чу твојата мака. Тој ќе биде како диво осле, неговата рака ќе се крева на секого и сече рака на него, и тој ќе живее во близина на сите своји браќа. Таа го нарече Господа, кој изборуваше: ти си севидечки Бог, Елрои, зашто таа рече: го видов Бога и после ведувањето останав жива. Затоа изворот се вика Вирлахај Рои, кладенец на животворниот севидечки Бог, а е него меѓу Кадис и Варат. Агара му роди син на Аврама, а Аврам му даде име Исмаил на синот што му го роди Агара. Аврам имаше 86 години кога Агара му го роди Исмаила. Кога Аврам имаше 99 години, Господ му се јави и му рече: јас сум Ел Шадај, семокен Бог, оди по мојот пат и биди непорочен, а својот завет го склучувам со тебе и ќе те размножам многу. Аврам падна ничком додека Господ му зборуваше уште: а ова е мојот завет со тебе, ќе станеш татко на многу народи, и повеќе нема да се викаш Аврам, висок татко, туку името ќе ти биде Авраам, татко на множество, зашто те поставувам за татко на многу народи, ќе те направам многу плоден, ќе произведам народи од тебе и цареви ќе произведат од тебе. Го склучив својот завет меѓу мене и тебе и твоето потомство после тебе, свој вечен завет за векови. Јас ќе ви бидам Бог, тебе и на твоето потомство после тебе. Ви ја давам тебе и на твоето потомство после тебе, земјата во која престојуваш како придојденец, целата ханаанска земја во вечна сопственост, а јас ќе им бидам Бог.
Уште Бог му рече на Авраама, а ти чувај го мојот завет, ти и твоето потомство поменени сите родови, а ова е мојот завет со тебе и со твоето потомство после тебе, што треба да го чувате. Секое машко меѓу вас нека биде сунетисано. Сунетисувајте се и тоа нека е знак на заветот меѓу мене и вас. Секое машко среде вас, низ вашите поколенија, кога ќе наполни 8 дена, нека биде сунетисано. Како она што е родено во вашиот дом, така и она што е купено со сребро од некој странец, кој не е од вашата крв. Да, и родениот во твојот дом и купениот со сребро треба да биде сунетисан. Така мојот завет на вашите тела ќе остане вечен завет. Машкото што не ќе биде сунетисано, нека биде истребено од својот род, зашто го нарушило мојот завет. После Бог му рече на Авраама, на твојата жена Сара не е повеќе името Сара, името ќе биде Сбра, ќе ја благословам неа и ќе ти дадам син од неа. Ќе излеам благослов врз неа и ќе стане мајка на многу народи. Цареви на народи ќе произлезат од неа. Авраам падна ничком и се насмеа и рече во себе си: зар може да му се роди дете на оној кој има 100 години? Зар Сбра ќе раѓа во 90-та година? Авраам му рече на Бога: нека поживее Исмаил пред тебе, а Бог рече: сепак твојата жена Сбра ќе ти роди син, дај му име Исак. Својот завет ти го вклучам со него, вечен завет со него и со неговото потомство после него. Те послушав и за Исмаила, еве го благословувам, ќе го направам плоден и ќе го размножам многу. 12 кнезови ќе произлезат од него и голем народ ќе направам од него. Но ќе го држам својот завет со Исак, кога ќе ти го роди Сбра, до година во ова време. Кога го заврши разговорот со него, Бог замина од кај Авраама. Потоа Авраам ги зеде својот син Исмаил и сите кои беа родени во неговиот дом и сите што ги купи со сребро, сите машки домашни и ги сунетиса во истиот ден, како што Бог му рече. А Аврам имаше 99 години кога се направи сунет, а неговиот син Исмаил имаше 13 години кога се направи сунет. Така во истиот ден беа сунетисани Аврам и неговиот син Исмаил и сите машки во неговиот дом, како родените во неговата куќа, така и купените со сребро странци, сите беа сунетисани заедно со него. Потоа Господ му се јави кај Давот Мамра, додека седеше пред влезот на својот шатор во дневната жега. Кога ги подигна очите, забележа тројца мажи како стојат надалеку од него, штом ги догледа се стрча од лезот на шаторот за да ги пресретне, им се поклони до земја и рече: Господи мој, ако најдов милост во твоите очи, не одминувај го својот слуга. Нека донесат малку вода и ќе ги испијат вашите нозе и одморете се под дрвово. Ќе донесам малку леп да ги подкрепите своите срца, пред да заминете натаму, зашто навративте при свој слуга. Тие одговорија: добро, стори како што рече. Авраам побрза во својот шатор при Сбра и рече: бргу 3 мери чисто брашно, замеси го и испечи погачи. Тогаш Авраам отрча кај допитокот, фати младо изгоено теле и му го даде на момокот да го сготви на брзина. После зеде маст, млеко изготвено теле и ги стави пред нив, а самиот стоеше пред нив, додека јадеа. Каде е жена ти Сбра? Го прашаа, а тој одговори: енеа во шаторот. Тогаш еден од нив рече: јас пак ќе се вратам при тебе до година во ова време, а твојата жена Сбра ќе има син. Зад него, на влезот на шаторот, Сбра подслушнуваше, а Авраам и Сбра беа остарени во напредната возраст. На Сбра прекрати вообичаеното кај жените. Затоа Сбра се насмеа во себе си и си рече: откако овајнав, сега ли ќе испитам радоста? Освен тоа и мојот господар е стар. Тогаш Господ го праша Авраама: зошто се насмеа Сбра, велејки: како ќе родам јас кога сум стара? Има ли нешто невозможно за Господа? Ќе се вратам кај тебе, откако ќе помине времето на бременоста. Сбра ќе има син. Тогаш Сбра одрече, велејки: не се смеев, дека си сплаши. Но тој рече: да, ти се смееше. Луѓето станаа и тргнаа кон Содом, а Авраам тргна со нив, за да ги испрати. Господ рече: зар да го кријам од Авраам она што ќе го сторам, кога од Авраам ќе стане големи броен народ и во него ќе бидат благословени сите народи на земјата? Зашто јас го познавам него. Тој ќе ги поучува своите деца и својот дом после него како дода по Господовиот пат и да прават она што е праведно и добро, така да може Господ да го исполни она што му го вети на Авраама. Тогаш Господ проложи: голема е викотница против Содом и Гомор, бидејќи нивниот греф е претежок. Ќе слезам долу да видам дали прават на вистина така, како што вели тужбата што стигна до мене. Сакам да разгледам. Оттаму луѓето тргнаа кон Содом додека Авраам стоеше уште пред Господа. Тогаш Авраам се приближи и рече: ќе го погубиш ли и невиниот со виновниот? Може би има 50 праведници во градот.
Зар ке го уништиш местото и нема да го поштедиш заради 50 невини кои се таму? Далеку да е од тебе тоа да го погубиш невиниот со виновниот, така што и праведниот и нечесниот да поминат исто. Далеку да е од тебе. Зар ни судијата на целиот свет нема да суди праведно? Ако најдам 50 праведни во градот Содом, одговори Господ, заради нив ќе го поштедам целото место. Еве, јас пак се осмелувам да му зборувам на Господа. Пак проговори Авраам, јас кој сум прав и пепел. Може би ќе има 5 праведници помалку од 50. Дали би го истребил целиот град заради 5 мината? Нема да го разурнам ако најдам таму 45. Одговори. Авраам пак рече, може би ќе се најдат таму 40. Тој одговори, нема да го сторам тоа заради 40 мината. Потоа рече, Господ нека не се лути ако продолжам. Може би ќе се најдат таму само 30. Одговори, нема да го направам тоа ако најдам таму само 30. Продолжи натаму, еве пак се осмелувам да му зборувам на Господа. Може би ќе се најдат таму случајно само 20. Тој одговори, нема да го истребам градот заради 20 мината. Најпосле рече, нека Господ не се гневи, ако речам само уште еднаш. Може би случајно ќе има таму само 10. Тој одговори, нема да го уништам заради 10-те. Кога Господ го заврши разговорот со Авраама, замина, а Авраам се врати во своето место. Вечерта два ангела стигнаа во Содом, додека Лот седеше под содомската врата. Кога Лот ги виде, стана и им тргна во пресред. Им се поклони со лицето до земја, а тогаш им рече, ве молам, господари, вратете се во куќата на својот слуга, за да преноќевате и за да си ги измиете нозете, а утре рано тргнете на пат. А тие рекоа, не, ќе преноќеваме на улица. Но тој ги викаше упорно и тие се вратија кај него и влегоа во неговата куќа. Тој ги нагости, им испече беспасен леп и јадоа. Уште не беа легнале да одморат. Кога жителите на градот, содомците, млади и стари, целиот народ до последниот човек ја обкружија куќата, го викнаа Лота и му рекоа, каде се луѓето кои дојдоа ноќеска кај тебе? Извадини ги, за да ги познаеме. Лот излезе пред нив на влезот и ја затвори вратата зад себе. Браќа мои, им рече тој, ве молам, не правете го тоа зло. Еве, имам 2 ќерки до кои маж уште не се допрел, ќе ви ги изведам нив, па правете со нив што сакате. Само на овие луѓе не им правете ништо, зашто дојдоа под сенката на мојот покрив. Отстапи од таму, рекоа. Дојде како придојденец, а веќе се поставува како судија. Сега ќе ти сториме тебе поголемо зло отколку ним. И се засилија кон човекот Лот и се нафрлија на вратата за да ја скршат. Тогаш двајцата ги испружија рацете надвор, го повлекоа Лота при себе и ја затворија вратата. А луѓето пред вратата, младите и старите, ги заслепија со блесок, така што не можеа да најдат вратата. Тогаш двајцата го прашаа Лота, кого имаш уште тука, синови и ќерки, се што имаш, изведи ги од местово. Зашто ние ќе го истребиме местово. Викотницата против нив стана пред Господа толку голема, што Господ не испрати да го уништиме. Лот излезе да им го каже тоа на своите идни зетови, што имаа намера да ги земат неговите ќерки, и рече, станете, заминете од ова место, зашто Господ ќе го уништи градот. Но на неговите зетови им се стори дека тој се шегува. Кога се замугри, ангелите настојуваа при Лота, велејки, стани, земи ги својата жена и своите 2 ќерки што се тука, за да не бидеш погубен со казната на градот. Ама тој се двумеше, затоа тие го фатија за раце, исто и неговата жена и неговите 2 ќерки. И според Господовото смилување над нив, ги одведоа и ги оставија надвор од градот. Штом ги изведоа во полето, едниот проговори, бегај, за да го спасиш животот, не се обзрнувај, ниту запирај некаде во рамницата, за да не загинеш. Но Лот одговори, не така, Господине, туку ако твојот слуга најде милост во твоите очи, а веќе ми искаже толкава милост, спасувајќи ми го животот, јас не можам да помегнам во планината, а не да ме најде несреќа и да загинам. Ене град онаму, доста е близу за да помегнам во него, а местото е толку мало, остави ме да избегам онаму, местото е навистина мало. Дај да го спасам животот. Му одговори, ќе ја послушам и таа твоја молба и нема да го разурнам градот за кој зборуваш. Бргу, бегај онаму, зашто не можам да направам ништо додека ти не стигнеш таму, затоа градот се вика Сигор. Додека сонцето изгреваше над земјата, Лот влегуваше во Сигор. Господ истури сулфурен оган од небото на Содом и Гомор и ги уништи оние градови и сета таа рамница, сите градски жители и сите растенија на земјата. А Лотовата жена се обзрна и се претвори во столб од сол.
Утреден рано во мугрите, Авраам појута на местото каде што стоеше пред Господа. Го насочи погледот кон Содом и Гомор и кон сета рамница во далечина и виде како се крева дим над земјата, како дим од некаква печка. И така Бог, додека ги разурнуваше градовите во рамницата во кои живееше Лот, се сети за Авраама и го отстрани Лота од пропаст. Лот се плашеше да живее во Сигор, па со своите две ќерки отиде од Сигор горе и се настани во планината. Тој и неговите две ќерки живееа во пештера. Постарата и рече на помладата: татко ни остаре, а на земјата нема маж за да влезе при нас, како што е обичај по цел свет. И така да го испјаниме со вино нашиот татко и да легнеме со него. Така со таткото ќе го запазиме потомството. Во онаа ног го испијанија таткото со вино и постарата отиде да легне со татка си, а тој не знаеше ни кога легнала, ни кога станала. На другиот ден постарата и рече на помладата: ете, сношти јас лежев со татка ни, да го испијаниме и нокеска, па оди и ти да лежиш со него. Така ќе му го запазиме потомството на таткото. Го испијанија таткото со вино и во таа ног. Па помладата отиде и легна со него, а тој не знаеше ни кога легнала, ни кога станала. Така обете Лотови ќерки забременија од таткото. Постарата роди син и му даде име Моав. Тој е од мојот татко. Тој е прататко на денешните Моавци. И помладата роди син и му даде име Бен Ами. Тој е син на мојот род. Тој е прататко на денешните Амонци.